Воздухот е загаден, факт, но што можеме ние да направиме да се заштитиме? Нема бегање од загадениот воздух, но тоа не значи дека сме целосно безпомошни. Има работи кои можеме да ги направиме за, прво, да ја намалиме личната изложеност на загадениот воздух и второ, да ги зајакнеме природните одбранбени капацитети на нашето тело. Изложеноста на аерозагадувањето до некаде и можеме да ја контролираме. Прво, што помалку надвор, толку подобро, особено во попладневните часови. Второ, и кога сме надвор, паметно е да носиме маски, од наједноставните до најсофистицираните маски со филтри. Сите помагаат на свој начин. Трето, ако сме во возило, тогаш воздухот нека циркулира во самото возило. И конечно, во своите домови, доколку сте во можност, набавете прочистувачи на воздух и чувајте ги или во детската или во спалната соба. Нашите тела имаат механизми за соочување со нападите од загадувањето. За да ги зајакнете истите, внесувајте доволно антиоксиданси, особено витамин С на дневна основа. Користете додатоци за витамин Д со цел да го зајакнете својот имунитет и создадете навика за дневна употреба на следните видови зеленчук: зелка, брокула или карфиол. Загадувањето за жал е присутно, но освен патување на викенд надвор од градовите, сепак можеме да направиме уште нешто за да си помогнеме. Не сме безпомошни. Секако, за вашите конкретни здравствени состојби, секогаш поразговарајте со својот матичен лекар.